Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. На вториот ден на самитот на НАТО во Чикаго, сојузниците се фокусираат на транзицијата во Авганистан. Во однос на Македонија пак НАТО во декларација ја повторува одлуката од самитот во Букурешт, допати покана за членство веднаш откако ќе биде решен спорот околу името. На линија директно од Чикаго е колешката Лилица Китановска. Лилица, македонската делегација досега немаше официјален настап. Што е планот за денеска? Добар ден од Чикаго. За Македонија ова се можеби најважните 5 минути на целиот самит. Председателот Ѓорѓе Иванов има излагање на формат од шефови на држави, а веднаш потоа министерскиот состанок на кои представници на Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Грузија ќе се сретнат со представници на државите членки на НАТО. Имаме информации дека до последен момент, синојка, доцна во вечерта се расправало за формулацијата на ставот на македонската делегација. Имало повеќе верзии и до овој момент не се открива конечниот вокабулар на тој став. Но можеме да кажеме дека има голема симпатија за Македонија. Например, синојка премиерот на Хрватска Зоран Милановиќ пред новинарите зборуваше топло за Македонија и какво е неговото разочарување за тоа што Македонија не е влезена во НАТО, иако пред 10 години заедно со Албанија и Хрватска влегоа во акциониот план и во Јадранската подолба. Дури тој кажа дека во еден момент Македонија била пред Хрватска, а сега се уште е во чекалната од сите знаеме кои причини, нели, соседски и чисто политички, кажа тој. Ахмед Давитоглу, министерот за надворешни работи на Турција, поканет на приемот на обединетата македонска диаспора, што ја организираше многу топло, исто така зборуваше за Македонија. Јанез Јанша се сретна, премиерот на Словенија се сретна со председателот Иванов, исто така изборуваше за големата поддршка за Македонија и рече дека на Македонија местото е во НАТО. Но од друга страна, Грција е исто така многу активна овде во Чикаго. Вчера, во неделното издание на Чикаго Трибјун, угледниот весник овде, што сите го читаат, откупи половина страна на која пишува, еве сега ќе ви покажам, поранешната Југословенска република Македонија не ги исполнува критериумите. Всушност се повикува на документот што е студија за проширување на НАТО од 1995 година, каде што наводно стои дека држави кои имаат етнички несогласувања или надворешни политички или територијални несогласувања треба тие да ги решат по мирен пат, и потоа се повикува и на одредба каде стои дека државата треба да промовира регионална соработка и да одржува добрососедски односи, што ФИРОМ вели тоа не го прави. Ти си од вчера во Чикаго. Каква е атмосферата на и околу самитот? Чикаго од вчера е центар на светот, со представници овде од над 60 држави во светот и организации, многу илјади новинари и многу пати на таа бројка демонстранти во овој град. Градоначалникот Рем Емануел има полни раце работа. Но тој сепак успеа да најде време и да дојде меѓу новинарите во медија центарот и да разговара со нив. Испрати дури свој представник меѓу демонстрантите, зашто, како што рече, верува дека тие имале погрешна представа за тоа што е НАТО денеска. Ние за тоа ќе известуваме и подоцна во емисијава. Ти благодарам, тоа беше Лилица Китановска, директно од самитот на НАТО во Чикаго. А за Македонија ништо ново во Чикаго. Во декларацијата на самитот на НАТО која објавија шефовите на држави и влади на земјите членки, тие го повторуваат заклучокот од самитот во Букурешт во 2008 дека, цитираме, поранешната Југословенска република Македонија ќе се приклучи на алијансата веднаш откако ќе биде постигнато взаемно прифатливо решение за спорот со името во рамки на преговорите во Обединетите нации. Во декларацијата стои дека што е можно поскоро постигнатото решение, а со тоа и членството на Македонија во НАТО, ќе придонесат за стабилноста и безбедноста во регионот. НАТО повикува да интензивираат напорите за наоѓање на решение. Се охрабрува преговарачкиот процес без неопходно одложување и се нагласува на тамошната поддршка на НАТО за реформите во Македонија и изградбата на мултиетничко општество.
Алијансата го поздравува суштинскиот придонес на Македонија во операциите на НАТО и активната улога во регионалната соработка, а ја вреднува долгогодишната заложба на земјата во пристапниот процес кон Алијансата. Во декларацијата се наведува дека на средбата на министрите за надворешни работи на Македонија, Црна Босна и Херцеговина и Грузија, со колегите од земјите членки на НАТО, на дневен ред е поединечниот прогрес на аспирантите за членство, планирањето на идната соработка, вклучувајќи го и учеството во партнерски активности и мировни операции. Луѓето од Источна Азија па се до западниот дел на Калифорнија имаа можност да уживаат во редок природен феномен – помрачување на сонцето, кога месечината покри поголем дел од неговата топка, оставајќи да биде видлив само огнен круг. Последен пат вакво помрачување беше видливо од сад пред 18 години. Почина Робин Гиб, британскиот пеач со уникатен глас кој особено се прослави во диско ерата во 70-тите години. Гиб и неговите браќа Маурис и Бери ја формираа групата Bee Gees во доцните 50-ти години. Гиб ја загуби битката против ракот на 62 години. Плейоф надпревари во NBA. Сан Антонио Спарс без загубен надпревар подобри во серијата против Лос Анџелес Клиперс. Синоќа со победата од 102-99 се пласираа во полуфиналето. Фаворизираните Мајами Хит пак се извадија против Индиана Пейсерс и со резултатот 101-93 изедначија на 2-2. Вечерва играат Оклахома Сити Тандер, Лос Анџелес Лейкерс и Бостон Селтикс Филаделфија. А од Холивуд одмазници и натамо доминантни. Веќе трета недела поред ова е најгледан филм, заработи $55 милиони. На второ место е Воен Брод со инкасирани 25 милиони. Во продолжение на Newsflash, прераното заминување над звездите како Майкл Джексон и Витни Хјустон само уште повеќе го привлече вниманието на кобниот спој на дрогата и забавната индустрија. Освен лесната достапност на наркотиците, што е тоа што прави познатите да станат жртви на зависноста? Кокаинот го однесе животот на легендарната пеачка Витни Хјустон. What are you proposing? It's simple. Kill the Batman. Актерот Хит Леџер почина на млада возраст во 2008 од прекумерна доза на лекови на рецепт. А кралот на попот, Майкл Джексон, во 2009, откако неговиот личен лекар му дал смртоносна доза од седативот пропофол. Иако проблемите со дрогата и алкохолот не се карактеристични само за славните, стручњаците наведуваат дека тие се најподложни поради животот, минат на турнеи и интензивноста на живењето на сцена. Боб Форест е музичар, поранешен зависник од дрога, а сега советник како да се надмине зависноста. Има периоди кога не се работи, многу се патува, периоди на досада. Барем јас и моите пријатели тогаш пиевме прекумерно. Психијатарот Чарлс Софи објаснува дека многумина од неговите пациенти, познати личности, практично го игнорираат проблемот, барајќи брзо решение. For instance, is there an anxiety disorder? Is there a mood disorder? Например, дали постои анксиозно нарушување, нарушување на расположението, земаат лекови да бидат поуспешни, покреативни, а ќе се навлечат на нив. Гитаристот Били Морисон наведува и друга причина зошто се дрогирал. Вели како и многумина други забавувачи, мислел дека тоа било супер и во тренд. Фактот дека дрогата лесно се наоѓа, како и размислувањето дека е кул, што сега почна да се менува, игра голема улога во овој бизнис за разлика од другите. Оние кои работат со славните личности зависници, како Харолд Овенс, основачот на програмата за помош на музичарите Music Cares, се согласни дека закрепнувањето е долг и тежок процес што може да трае цел живот. А утре во Newsflash конференција на Обединетите нации за одржлив развој, енергија за сите до 2030-та. За самитот што ќе се одржи во Рио де Жанеиро во утрешната емисија. 1/3 толку од светското население според Обединетите нации нема пристап до енергетски ресурси. Гледате во утрешен Newsflash. Тоа е се за оваа емисија. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а со вас беше Јулија Велковска.
За повеќе содржиници како појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а побарајте ни на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледате ни утре.